Благодарам, подпредседателе. Почитувана колешка, извадете ги розевите наочари и еднаш видете дека недомакинското работење во РЕК Битола во изминатите 5 години Република Македонија ја чини многу скапо. Ние како држава имаме ресурси за производство на електрична енергија. Во моментот имаме голем проблем што не се работеше на ископ на јаловина, што не се инвестираше во енергетскиот систем. Напротив, ги интересираа само тендерите, во 4 очи, профитот и парите да ги носат во фамилијата во Струмица. Затоа денес имаме енергетска криза. Извадете ги розевите наочари и кажете дека 18% од граѓаните во Република Македонија живеат во сиромаштија, дека имаме највисока инфлација досега според Светска банка, дека инфлацијата го јаде покачувањето на платите кои вие го правите, меѓутоа тоа покачување не се темели врз основа на реални економски политики, туку се темели врз основа на заеми. Кажете колкав е БДП, никогаш помал не бил. Кажете колкав е долгот на Република Македонија. Сите кажете колку кредити, заеми имате земено во изминатите 2 години. Кажете зошто го земате кредитот од 100 милиони евра, да слушни македонската јавност до 2023 година. Услов за да се земат тие пари е да се затвори Осломе и до 2023 и до 2027 година да се затвори РЕК Битола и вие, Република Македонија, да ја направите енергетски зависна држава. Кажете зошто имавме највисока стапка на смртност од сите земји во регионот. Зошто државата ја вративте векови наназад. Кажете дека во Република Македонија има нарушени меѓучовечки односи, дека има општество поделено како никогаш досега, дека има нееднаков третман на граѓаните, дека Историската комисија за редефинирање како обврска за услов за влез во Европска унија, дека имаме рецензирани учебници, дека имаме рецензија на историски настани и личности од страна на Република Бугарија, дека имаме прекршена резолуција на Собранието на Република Македонија, дека државата ја доведовте до стечај.